Двете општества не се спремни да дискутираат отворено на овие теми. Или Бугарија да прифати дека уште во 19-тиот век почнуваат на овој простор географски да се создава идеја национална, се рекол македонска, различна од српска, бугарска, грчка. Таа одбивност да се прифатат некои работи За нас што е тешкото да се прифати? Па на пример, не знам, еве дека цар Самуил не е македонец. Пример на работа дека тоа не е македонско царство, него тоа е една работа која може која треба да се сочиме. Да сватиме дека македонците не се од прадедото на Филип и на Александар, него дека сме современа нација како и сите други нации на светот. Тоа треба за почеток да го разбереме, дека нациите се современ феномен, дека не се вклесани во камен. Така е, тоа е апсолутно што го кажеш е веродостојно и би требало да биде модерен пристап, меѓутоа нас ни одзема правото како модерна македонска нација, дури понекогаш и да разговараме, па историски да ги утврдуваме работите, дека од времето на Александар Македонски таа империја се простирала и на оваа географија на која ние денеска живееме. И дека толкувањата за Александар Македонски не може да бидат само грчки, исклучиви и ексклузивни, дека има некој друг право да каже нешто. Така е. Договорот со Преспански, така наречен Преспански договор, има еден тој член 7, тој е по мене најпроблематичниот дел, затоа што таму двете држави влегува во толкување на историјата и одредија. Ова припаѓа наследство на Грција, ова припаѓа на овие. Не може државите да одредуваат. Значи, на пример, еве многу добра работа е на Роберт Бадентер, кој нели сите го знаеме тука по нешто друго, но кој има една реакција на кога во Франција се носат закони каде што криминализираат минатото, одредуваат што како, и он вели уставот не им дал право на политичарите или на парламентот да одредуваат што е минатото. Тоа не уставот не им го дава тоа. Така и овде на политичарите не им дава ниту уставот, никој не им дава право за да може да одредуваат кој наследство кому му припаѓа.